Преговорите напредуваат, ставовите полека се доближуваат, но се уште нема конкретен одговор за тоа дали наставниците ќе добијат 18% зголемување на платите. Ова го изјави првиот човек на СОНК Јаким Неделков по завршување на третата рунда преговори која беше во Министерството за образование и наука, а ставовите ги пеглаат со помош на помирувач. Неделков е оптимист дека се многу блиску до решение. Напредуваме во преговорите, сакаме да бидеме оптимисти, меѓутоа сепак не зависи се од нас, од преговарачите, дефинитивно зависи од Министерството за финансии, од тоа колку би можел дополнително Министерството за финансии да одвои средства. Повторно има тука нијанси на размислување за дополнително зголемување на процентот од 12%, меѓутоа кога, за колку и така натака, тоа се детали кои што се уште ги утврдуваме. Дека има простор за договор се огласи и од владата. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска рече дека имало придвижување и позитивни сигнали дека наскоро би било можно да се дојде до решение. За секако штрајкот да биде прекинат, а платите во образованието зголемени. Да оставиме време на помирувачот и на двете страни во СОНК да си го водат, да ги водат преговорите и од нивна страна да не известат за она што ќе биде одлучено на самите од седниците на одборите кои што се формирани согласно Законот за мирно решавање на спорови. Рокот за медијација е 10 дена за усогласување на ставовите. Рокот истекува внедела и ако тогаш не падне договор, односно една од страните не е задоволна, преговорите ќе продолжат за уште 10 дена. Откако ова рунда преговори помеѓу СОНК и ресорното министерство не вроди со плод, нова рунда на преговори е закажана за веќе внедела, кога на иста маса ќе седнат двете засегнати страни, каде ќе се договараат за евентуално можно решение во образованието. За тоа дали учебната година ќе заврши на време или пак ќе биде продолжена, на последната средба меѓу сите страни не станало збор. За тоа велат од синдикатот биле задолжени од Бирото за развој на образованието, од каде ниту денеска нема конкретен одговор. Тоа го ставаме ние на Бирото за развој на Министерството и не сакаме да активираме прашање што е во нивна надлежност. Инаку штрајкот во образованието се активираше на 11 април, а во мирување е ставен на 28 април.